Метео Велес. Метео Велес, 22 март 2020 година. Зимото некако кога требаше да врне снег на пониските места го немаше никаде, меѓутоа некако забите си ги покажува силата кон преминот од пролет, кон преминот од зимо кон пролет. Каква ќе биде временската состојба? Еве заеднички би се потрудиле да направиме заедничка временска прогноза со управата за хидрометеоролошки работи. Од другата страна на телефонската линија ја имаме дежурниот синоптичар од управата за хидрометеоролошки работи, Костадинка Аршовска. Костадинке, добар ден. Добар ден. Ако може накратко така да направиме анализа како би било времето, бидејќи веќе е навлезен бранот, меѓутоа се очекува така повеќе врнежи, многу помалку може би дошол колку снег во при крајот на подоцните попладневи часови во текот на ноќта, нешто понеделник и нешто вторник. Ајде да се потврди онаа прогноза што би рекола си од компетентни стручни лица, дали така би било и каде повеќе би имало снежни врнежи? Да, веќе сме под влијание на таа влажна, но и многу студена воздушна маса, чие влијание повеќе ќе го почувствуваме од утре. Така што кон крајот на денот ќе има веќе локални врнежи од дожд, кои во текот на ноќта ќе се прошират и ќе преминуваат во снег, и тоа во северните делови на секаде, додека во останатите подрачја во пониските места се уште ќе бидат претежно од дожд, меѓутоа како изминува ноќта и таму веќе ќе преминуваат во снег. Ќе продолжи да дува овој северен ветер, особено изразен вдолж по Вардарието, значи каде што ќе биде засилен. И се очекува да опаднат температурите спрема вчерашните, денешните. Па спрема денешните, кои што веќе се пониски во однос на вчерашните, значи денешните, а утрешните пак 10 до 15 степени пониски во однос на денешните. Значи значителна промена, значително заладување. Па утре облачно, студено, ветровито, со врнежи претежно од снег, пообилни врнежите ќе бидат во источните делови од земјата. Таму и можна и нова снежна покрива повисоките места. Да, сигурно, не секаде очекувам и тоа и во вторник, значи да го уфатиме и тој ден, се уште ќе има локални врнежи од снег, особено повторно во источните делови. Па така што во овие следни 2 дена на истокот снежна покривка и на 20 сантиметри. Додека во останатите Костадинка, не би било изненадување доколку и на пониските места, да речеме под 500, 600, 300 метри. Речеме може така да провее некој снег, меѓутоа не би требало да се очекува некоја голема снежна покривка, ајде да речеме долж по Вардарието. Не би требало. Не, долж по Вардарието, значи најмали услови за снежна покривка има долж по Вардарието, каде ќе биде најветровито. Може да преминуваат врнежите, ќе преминуваат во снег, но нема да се задржува снегот на тлото. А во западните делови исто така на секаде снежна покривка, меѓутоа помала во однос на истокот, освен на планините, на повисоките планини. Сега малку и да речеме да не ги запошуваме земјоделците, меѓутоа можно е пониски температури негативни во овој период за посебно за тутунарите, ајде да речеме. Барем. Така изгледа некаде температурата минус 2-3 степени. Сега нели можно е во среда ќе биде нешто пониска. Голема опасност да биде сепак. Па мислам дека не, значи вторник понекаде околу 0, под 0, исто така и среда, но веќе кажав, ако се формира, но ако се формира снежна покривка, секако тоа поволно ќе влие, значи нема да дозволи на тлото да се намали толку температура. Сепак на кратко кришата голем е денот. Едно сонце нека се појави, толку е. Готово. Сега многу малку сонце ќе има оваа недела, но така, ќе биде променливо. Во среда мислам дека повеќе малку на дожд ќе биде и од среда благо затоплување во предпладневните часови. Во среда има една пауза, тука и сонце, меѓутоа веќе кон крајот на денот повторно уште еден нов влажен бран, потопол. Овој пат и до петок ќе се задржи облачно со врнежи. Како што гледам на овие модуларни системи, некаде таму од ке викендот веќе можно да се рече порасна температури. Така изгледа сега. Сега така со модулите, но тие знаат и некогаш и да не излаза, што би рекол, нели сепак временска состојба не е ова воз да го поставиме на шини и точно да се прецизира каде ќе помине. Сепак има многу големи влијанија за временската состојба, параметри кои што некогаш може и да не изненадат. Меѓутоа не е изненадување во ова време да завана снег. Сепак.
Па да, и јас би рекла така, Ништо значи ништо чудно и секако нема да трае толку долго, така што ќе биде една појава. Ете така, ова е значи некоја промена, бидејќи многу се јавуваат дали ќе заврнело ваму, дали ќе заврнело да речеме еве Валандово или јужни и источни дел, викам таму, температурата треба да се стимне, бидејќи снег за да заврне, околу 0 степени треба да биде. Викам тешко таму да заврне, меѓутоа можно е да има, да речеме, миг дошнек така малку да пропрска, сепак дека поврде Риото, посебно јужни дел, не би требало да има снежна покривка. Па да, ви ќе кажав. Значи најмалку услови понекаде можно е, меѓутоа најмало во секој случај. Костадик, јас ти благодарам на оваа исцрпна информација и се надам дека доколку има некои други промени на временските состојби, повторно ќе се слушнеме. Секој добро и поздрав. Пријатно. Пријатно. Метео. Велес.